Почитувани, благодарение на овој ненавиден режим на Груевски и неговата фамилија, Република Македонија се повеќе наликува на Див Запад. Само денес до одржувањето на нашата пресконференција има информации за неколку сериозни инциденти. Претепан Штипјанец до смрт во обид да спречи малтретирање на својот пријател, а со нож е нападната аптекарка во населбата Ѓорче Петров. Ова не е само извадок од дневен билтен на Министерството на внатрешни работи. Ова е реалноста со која секојдневно се соочуваат нашите граѓани. Црната хроника е најзастапена рубрика во медиумите. Во Македонија, во последниве 5 години, стана нормално секојдневно да се случуваат грабежи на банки, бензински пумпи, пошти, маркети, спортски обложувалници, улични пресметки, улични убиства. СДСМ за ваквите состојби постојано и во континуитет предупредува и предупредуваше. Оваа влада се декларира дека води битка против криминалот, а тој всушност царува како никогаш досега. Стана пракса припадници на МВР, блиски до министерката Јанкуловска, да седат на иста маса со познати криминалци и меѓусебно да се пресметуваат. Во меѓувреме, единствено нешто што можеме да видиме се спектакуларните акции на апсења кои повеќе наликуваат на политички пресметки отколку на борба против криминалот. До пред некое време сметавме дека овој безбедносен хаос е резултат исклучува на неспособноста на Груевски и неговата влада. Денес можеме да заклучиме дека всушност се работи за смислено сценарио на сејање страв, несигурност и намерно предизвикување на инциденти. Токму затоа, Груевски по стапките на својот очигледно идол Милошевиќ се занимава со организирање на контрапротести со своите партиски војници пред нашите партиски седишта и пред општините со кои раководат градоначалници на СДСМ, како што беше денешниот протест на партиските војници на ДПМН пред општина Карпош. Груевски смислено си подигрува со трпението на граѓаните со единствена цел да предизвика инциденти кои треба да го оттргнат вниманието од јавноста од вистинските проблеми со кои се соочува граѓаните и оваа влада. Партиските моќници на фамилијата го заменија владењето на правото, почитувањето на законите со шерифско однесување, во кое важи само судот на ДПМН. Груевски сака да го сокрие огромниот криминал во негова режија, брзото богатење и протоколовата олигархија. Но тоа за жал повеќе не му поминува. Народот ги прочита и Груевски фамилијата и затоа ќе ги казни на следните избори. Крајно време е овој ненароден режим да се отрезни да престане со своето неодговорно однесување, дополнително да го предизвикува гневот на собствениот народ. Благодарам, поведете прашање. Секако дека имаме коментар. Прво, колку што има информации, пред општина Карпош немало полиција. Со тоа се прашуваме дали воопшто бил пријавен овој протест. Доколку не бил пријавен, станува јасно дека целата оваа работа е смислена со цел да се предизвика намерен инцидент. И мислам дека навистина недолично е 10 дена протестираат пред општина Карпош за апсурдни работи и да ги малтретираат граѓаните кои што си одат во општината да си завршат работа. И уште нешто е потсетам, протестот што беше на пред седишето на СДСМ минатата недела од страна на партиските војници на ВМРО ДПМН не беше пријавен во МВР, туку ние го пријавивме ден претходно, бидејќи добивме сознание дека ќе се собираат. Целата идеја ми е да потсетам дека главна карактеристика на овој режим стана поделбата на народот и создавање на судиви помеѓу луѓето. Инаку немам како да ја објаснам овие партиски протести што ги организираат пред нашата партија во Прилеп, во Битола, пред општина Струмица, денеска пред Карпош. И јасно е дека ова е рецепт на Милошевиќ, јасно е дека е апсурдно 5 години како се на власт да протестираат кај опозицијата, но тоа очигледно дека веќе не поминува и навистина народот преку глава му е дојден од овој тип на контрапротести што секојдневно ги организираат само да си што полесно се спасат од очигледниот пропаст на следните избори.